Утрински стихови од Библијата. 25 октомври. Кажувајте им на своите деца. Речете им го ова на вашите синови. Вашите синови на своите синови, а нивните синови на идното поколение. Јоил 1:3. Се додека родителите и самите не одат во Господовиот закон со сето срце, не ќе бидат подготвени да им заповедаат на своите деца по нив. Потребна е реформа во овој поглед. Реформа што ќе биде длабока и широка. Тие треба трпеливо да ги поучуваат своите деца. Љубезно и неуморно да ги учат како да живеат со цел да му угодат на Бога. Децата од такво домаќинство се подготвени да се соочат со лукавствата на неверството. Тие ја прифатиле Библијата како основа на својата вера и имаат темел што не може да биде поткопан од надоаѓачката плима на скептицизмот. Како и патриарсите од старо време, оние што изјавуваат дека го сакаат Бога, треба да му подигнат олтар на Господ, каде и да го постават својот шатор. Ако некогаш постоело време, кога секоја куќа треба да биде дом на молитва, тоа е сега. Татковците и мајките треба често да ги издигнуваат своите срца кон Бога во понизна молитва за себе и за своите деца. Едно добро средено христијанско домаќинство е моќен аргумент во прилог на реалноста на христијанската вера. Доказ што неверниците не можат да го оспорат. Домот е првото училиште на детето. И тука треба да се постават темелите за живот посветен на служба. Овие принципи не треба да се учат само теоретски. Тие треба да го обликуваат целото животно образование. Уште од најрана возраст, детето треба да биде поучено на духот на помагање. Колку поцелосно духот на вистинска служба е проткаен во домот, толку поцелосно тој ќе се развие во животите на децата. Тие ќе научат да најдат задоволство во службата и пожртвуваноста за доброто на другите.